Здраво, драги родители! Во свесното родителство се негува моментот кога детето почнува само да твори, со голема радост и без да очекува аплауз или потврда од другиот. Детето тогаш е во една состојба на љубопитство, кај него се буди сигурност дека само по себе тоа навистина вреди. И родителот тука представува само една тивка поддршка и му возможува и го храбрува детето да може да ужива во своето патување на своето собствено креативно изразување. А сега понатаму да видиме со кого се сретнал на втората планета Малиот принц и како тоа креативно го изразил авторот на оваа книга. Втората планета ја населувал еден надуенко. Ах, еве ја посетата на еден обожавател, викнал оддалеку вообразениот, штом го забележал Малиот принц. Оти за вообразените другите луѓе се обожаватели. Добар ден, рекол Малиот принц. Вие имате многу смешна шапка. Еве ја шапката. И еве го надуенкото, цртежот од Антуан де Сент-Екзюпери во својата книга. Можете тука да ја видите енергијата на неговата представителност, значи колку сака и му е важно да биде представен во најдобро светло, совршен пред другите луѓе. Таа е за да поздравувам, му одговорил вообразениот. Да поздравувам кога ми аплаудираат, но за несреќа одавде никогаш никој не минува. О, така ли? Рекол Малиот принц, но ништо не разбрал. Плесни со рацете, го посоветувал тогаш вообразениот. Малиот принц заплескал, а вообразениот скромно го поздравил кревајќи шапката. Ова е поинтересно од што посетата кај кралот, си помислил Малиот принц, и пак почнал да плеска со рацете, а вообразениот пак почел да поздравува кревајќи ја шапката. По 5 минути вежбање, Малиот принц веќе се изморил од еднообразноста на играта. А што треба да се прави за да ти падне шапката? Го прашал тој. Но вообразениот не го слушал. Вообразените никогаш не слушаат ништо освен пофалби. Дали ти навистина многу ме обожаваш? Го прашал тој Малиот принц. Што значи тоа обожаваш? Да обожаваш значи да признаеш дека јас сум најубав, најдобро облечен, најбогат и најумен човек на планетава. Но ти си сам на твојава планета. Направи ми го тоа задоволство. Обожавај ме. Те обожавам, рекол Малиот принц, кривајќи ги рамениците. Но зошто би можело тоа да те интересира? И Малиот принц избегал. Возрастните навистина се чудни. Просто си рекол тој во себе си, продолжувајќи по патот. Надуенкото е човек кој што живее во светот на својата собствена слава и тој постојано очекува воскит, очекува внимание, очекува потврда. И овој лик е еден од најсилните во книгата, бидејќи ја открива човечката потреба за потврда, за валидизација и за внимание, која што ако излезе од контрола или не се одржи во баланс, може да се претвори во една празна форма без содржина. Надуенкото или пак вообразениот, како што го нарекол овај авторот во книгата Малиот принц, живее во еден свет во кој неговата вредност пред се зависи од тоа дали некој ќе му каже ти си најубав, ти си најдобар, и во свесното родителство што би представувало тоа? Тоа би го представувало детето или возрастниот кој што ја гради својата доверба единствено само од надворешните валидизација, од надворешната потврда. И ако живееме ние, например, во една средина во која што љубовта се чувствува исклучиво преку условување,
Ќе те сакам ако си добар, ќе те сакам ако си совршен, ако си например, ако ме слушаш или така натаму, тогаш ние учиме дека за да вредиме, мора постојано ние да бидеме пофалени. И таквата динамика создава една личност како кај надуенкото, или пак како кај вообразениот кој што постојано бараат од другите тие да бидат видени и пофалувани, наместо тие да можат да си го видат својот внатрешен свет и да си го видат своите внатрешни вредности како се извор на своите собствени сили. И родителите што е она што треба како порака да го научат преку свесното родителство. Тоа е дека во суштина родителите да знаат дека детето е вредно само заради тоа што постои, а не заради успесите кои што ќе ги направи или заради тоа што нас не прават горди како родители. И кога му се восхитуваме ние постојано заради резултатите, тогаш ние го учиме детето дека треба, за да биде вредно, треба да заслужи таа вредност. И за да не се развие нашето дете во еден надуенко кој што вечно бара пофалби и признанија, што е важно родителот да знае? Важно е прво да знае дека треба да го забележува напорот на своето дете, да ја забележува љубопитноста, да забележува храброста на своето дете, а не само резултатите. И второ, да му покаже на детето дека е важно, дека е вредно и кога греши. И трето, да му едноставно почесто родителот да го пофалува детето само кога се обидува, а не само кога ќе добие петка или кога ќе добие резултати, најдобри резултати. Например, детето кога црта некој цртеж и ако го покаже на својот родител, наместо родителот да му рече, па тоа е најубавиот цртеж што сум го видел, да му рече, боите кои што си ги употребил на цртежот покажуваат дека навистина си уживал додека си цртал. Значи, така детето учи дека процесот и радоста при креирањето се многу поважни отколку самите наши пофалби на крајот, отколку нашиот аплауз или нашата проценка. Значи, надуенкото всушност е потсетник дека родителите имаат задача да им помогнат на своите деца да ја најдат својата внатрешна точка на стабилност. А што е тоа? Тоа е местото каде што не се потребни непрекинати потврди од надворешниот свет. И меѓутоа тоа не значи дека ние како родители не треба да му се восхитуваме или на децата или да не ги охрабруваме децата, туку тоа значи да ги охрабруваме од едно место на едно здраво место, од едно место кое што ќе подразбира поддржување на детето, а не прифаќање преку условување. И овој дел од свесното родителство што му окажува на родителот? Дека вистинската љубов и вистинската поддршка не се во постојаното фалење на децата, туку во создавање на простор од страна на родителот каде што може детето да се чувствува сигурно за она кое што си е во својата природност. И само така ние ќе можеме да развиеме деца кои што ќе изразнат во едни здрави личности со наспрема на дуенкото кој што постојано и бара потрага, тој во потрага по аплауз. Значи, деца кои што ќе имаат едно здраво чувство за собствената вредност и кои што врз основа на тоа ќе можат да споделуваат љубов каде и да одат, наместо да бидат вечно во потрага
по внимание, по љубов во својот живот. А сега да видиме со кого ќе се сретни малиот принц на третата планета. Следната планета ја населувал еден пијаница. Оваа посета била многу кратка, но тоа го вовлекло малиот принц во една голема тага. "Што правиш ти тука?" му рекол тој на пијаницата, кој седел во тишина покрај една колекција празни и една колекција полни шишиња. "Јас пијам," одговорил пијаницата целиот мамурлив. "Зошто пиеш?" го прашал малиот принц. "За да заборавам," одговорил пијаницата. "Што да заборавиш?" загрижено се распрашувал малиот принц, жалејќи го. "Да заборавам дека ми е срам," признал пијаницата. "Од што ти е срам?" се интересирал малиот принц, сакајќи да му помогне. "Срам ми е што пијам," завршил пијаницата и конечно се затворил во молчење, а малиот принц, целиот вџашен, избегал. "Возрасните, конечно навистина многу се чудни," си рекол тој, продолжувајќи по патот. Средбата на малиот принц со пијаницата, еден од најкратките средби, меѓутоа една од најдлабоките во книгата, и тој, среќавајќи се на малата планета со малиот принц, тој всушност наоѓа еден човек кој што молчаливо цело време се држи за чашата алкохол и преку разговор со пијаницата на многу едноставен начин е прикажан еден круг на вина и на бегство. Значи, тоа представува една метафора во суштина за циклусите во кои често пати умеат возрастните да влезат, затоа што едноставно не можат да се соочат со своите болки. И пијаницата символизира зависност, меѓутоа не само зависност од алкохол, туку зависности од голем број други зависности, како што се, например, постојано прекумерна работа или прекумерно купување, или прекумерно користење на мобилен телефон, или прекумерно потрага по внимание, по признание и така натаму. Значи, тој е всушност заробен во циклусот во кој што бара, се обидува да ја намали својата собствена болка, меѓутоа тој ја создава постојано истата болка. И со тоа се продолжува циклусот на болката. И овој лик не учи дека лекувањето, внатрешното лекување, не може да дојде до да се реши со надворешните средства, туку кои што на некој начин ја прекриваат болката, туку преку храбро соочување со корените на страдањето. И во родителството пијаницата символизира едно предупредување до родителите дека да внимаваат родителите, затоа што кога често пати се загрижени, кога често пати се вознемирени, во состојба на страв, во состојба на болка, и тие можат да влезат во овој зачаран круг на болка и на вина и на бегство. Значи, често пати можат да се свртат кон телефонот, да се свртат кон алкохолот, кон храната, можат да се свртат кон телевизијата, дури можат да се свртат кон тоа постојано да го контролираат прекумерно своето дете, се само за да не се соочат со своите емоции. Но исто така родителот останува, кога тој останува заробен во овој вртлок на вина и на бегство, детето чувствува дека не е видено, дека не е почитувано, затоа што покрај него има само присутен родител,
физички, меѓутоа целосно психички одсутен за своето дете. И свесното родителство токму поради тоа ги повикува родителите на присутност. Тие да можат да забележат кога почнуваат да по автоматизам посегнуваат по бегство и да изберат свесни начини како тоа можат да го решат. И кога тоа ќе го освестат, што значи тоа? Тоа значи свесно да можат родителите да ги препознаат моментите кога по автоматизам тие бараат да напуштат, да избегаат, без разлика дали тоа значи буквално да посегнат по чашата или пак само символички, ајде тоа да го кажеме. И наместо тоа да се свртат родителите кон љубопитството, затоа што тоа ќе може да почне да поставува прашања, за да го навлече родител да почне да се преиспитува себе си и да си почне да си поставува прашања. Што ми се случува? Што навистина ми треба? Зошто вака постапувам? Зошто сакам да избегам? Зошто постојано чувствувам вина? И така натаму, значи, која е пораката до родителите? Пораката до родителите е прво да сватат дека децата не бараат совршен родител, туку тие бараат родител кој што ќе биде присутен тука со својата природност и ќе биде волен и желен да учи заедно со нив. И второ, доколку родителот, ова е повеќе апел до родителите, чувствуваат дека се во тој круг на вина и на бегство, да во еден момент родителите прво да можат да паузираат, да направат пауза, да можат да направат една состојба на моментално освестување пред да посегнат и да влезат во тој круг на вина и на зависност и да побараат поддршка или помош од страна на партнерот или од страна на некој пријател или од страна на некој терапевт, затоа што храброста да може да се направи тоа и tekako им дава лекција на децата, им дава едно огледало во кое што децата можат да видат навистина дека и тие треба да се грижат за својот внатрешен свет и да го негуваат. И трето, да создаваат родителите секојдневно мали ритуали на свесност, што подразбира тоа, наместо тие да влегуваат во тој круг на вина и на бегство, кога ќе го препознаат тој момент, тие да влезат во една состојба во која што ќе можат да сакаат да го слушнат своето, да станат свесни за своето дишење, или пак да направат некоја кратка посета до близок парк или да излезат во природа на кратко, или пак да направат еден разговор со своето дете, да му кажат како се чувствува тој, меѓутоа да има во предвид возраста на своето дете и неговата психичка зрелост. Средбата со пијаницата е потсетник еден до родителите дека болката не се лекува со бегање, со напуштање, со тргање настрана, туку се лекува со љубов и со храброст, за да може родителот на тој начин да допре до својата ранливост. И во родителството подразбира и ние да бидеме на некој начин свесни за своите сенки кои што ги поседуваме, за да им станеме светлина на нашите деца. Наместо ние цело време по автоматизам да влегуваме во тие зачарани кругови, и кога тоа го правиме, кога ги освестуваме тие моменти, кога сваќаме дека можеме да излеземе постепено од тие кругови на вина и на бегство,
почнуваме постепено да ги напуштаме, тогаш децата гледаат како нашите таги можат да се претворат во наши сили. Наместо ние да постојано да бидеме силни, наместо да бегаме во затворен простор, да си создаваме сами затвор за себе си. И свесното родителство го учи родителот и му објаснува, му дава една силна порака. Родители, да се грижите за вашето дете, подразбира да се грижите и за своето срце. Да бидете тука со својата светлина, наместо во маглата на вашите бегства. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.